Проблеми за земјоделците на почетокот на наводнителната сезона и сеидбата на оризот во атарот на селата Мојанци и Подлозите, кои се жалат на неисчистени земјени и други канали, како и на необезбедувањето материјали од водостопанство Брегалница за поставување така наречени буки за зафаќање и премостување на водата до нивите. Таквата ситуација ги забавува полнењето на нивите со вода и самата сеидба, што предизвикува нервоза кај производителите кои брзаат да ги фатат оптималните рокови. Али имаме проблеми со водоспанство. Проблеми имаме, значи тео бука правиме, даски нема водоспанство, стари даски ни донеса. Шикерски јас исто имаме проблеми, не ни фанан. Значи ние ни кјунец немаме ставено у полето површината. Ние на цевко водоспанство донесено во село у Вајатар у Мојанци. За цело време бил ангажиран само еден водар и тоа неосигурен, кој сам ниту може да направи бент во реките, ниту да го регулира наводнувањето. Вода имаме многу по реките, значи не може да достават водата по површините, у нивите, у каналите. Значи канали не се убаво ископани, нешто копаат, нешто не копаа, остана така. И катастрофа е, значи Скопјани пуштијани само еден водар у цела површина, неосигурено детто, 6 месеца е само сезонски работник. Со еден водар не може на вреке да напуне за еден бент, не ни пуштат водари, немат работници, Скопјани не е дозволило да примат луѓе. Парите ги они наводно зимат. Земјоделците редовно си ја плаќаат водарината по 800 денари за декар, ама за возврат не добиваат квалитетно наводнување. Јас сејам површина околу 70 декара, тоа 7 хектара. Плаќам си поштено водоспанство. 800 денари имаме водоспанство по декар, на хектар 80 денара. Плаќаме си поштено. Немаме никакви добри работи од нив. Немаме ништо добро. Водокорисниците проблемот не го лоцираат само кај директорот на водостопанство Брегалница, туку кај надлежните во Скопје. Јас лично сум звонил на директорот најмалку 20 пати оваа сезона. Значи детето се труди. Не му најгим на него многу вина. Вика другар до Скопје и он слика tego багеро се работи у реката у Брегалница, у Шикирски прат јазо. Значи звони до Скопје, звони там, значи нема ништо. Значи проблемот е водостопанство Кочани под Скопје и не ни дават ништо да работиме. Значи, багеро стои, нафта нема, те само нафта става, катастрофа, значи, катастрофа. Пари не и пуштат од Скопје, кој ги парите краде, кој ги зима, Господи ка знае. Со обелоденувањето на овие проблеми сега се поставува дилемата дали при полни со вода реки и акумулации квалитетното извршување на наводнувањето и сидбата ќе биде доведено во прашање од човечки фактор, особено поради фактот дека водата од реките неповратно истекува неискористена, наместо да ги наполни нивите во полињата во Кочанската котлина.